По наредба на основното јавно обвинителство од Гевгелија направена е обдукција на телата на трипте починати лица во вчерашниот пожар во фабриката Балкан Гасови од Богданци. Со ДНК анализа се утврдува идентитетот на починатите. Во вчерашниот пожар во фабриката 3 лица го загубија животот, додека 2 беа повредени. Причината е и материјална штета, а во околината на фабриката биле опожарени повеќе возила. Според јавното обвинителство, разговарано е и со единствениот очевидец на настанот кој потврдил дека пожарот започнал во просторијата за полнење на плинските боци, а таму се најдени и починатите лица. Во фабриката имало над 1000 пакети со мали плински боци, а во дворното место се наоѓале и 2 цистерни кои во моментот биле полни со пропан-бутан газ. Причините за пожарот ќе се утврдуваат со увид од видеоснимките, а ќе се проверува и документацијата за заштита и безбедност при работа и исправноста на функционирањето на машините, како и почитувањето на сите прописи за работа. Преку отворените мобилни телефони за донации за загрозените од поплавените подрачја, досега се собрани вкупно 2.950.000 денари, а на сметката на Фондот на солидарност се собрани 150.000 денари. Според Црвениот крст до поплавените подрачја се дистрибуирани 255 пакети храна, 1229 пакети хигиена, 1000 кебиња, 145 тони вода, 80 душеци и 156 тони средства за дезинфекција. Опфатени се 400 семејства од поплавените региони во Струмица, Чешиново, Блешево, Штип, Кочани, Битола, Прилеп и во Куманово. За време на викендот ќе бидат опфатени дополнително уште 200 семејства. Понудена е помош од националните друштва на Црвениот крст на Босна и Херцеговина, Србија, Словенија и на Црна Гора. Новите врнежи од дожд и снег предизвикаа загриженост од можни нови излевања на реките, особено е критично со Црна река кај Демирхисар, каде што е зголемена и секој момент се очекува излевање. Состојбата во Битола е се уште неизвестна поради дождот. Сите јавни претпријатија на општините се ставени во функција на правење насипи. Со пробивање на патот Новаци се спаси од поплава, водостојот се уште се одржува на приближно истото ниво како и вчера. Багерите се уште на терен, а со 15 пумпи се испумпува водата и се подготвува за да се пушти струја во село Гнеотино. Поради обилните дождови целосно се поплавени главните градски улици во Велес. Причина за поплавувањето е нерешената атмосферска канализација која што придонесува дождовницата од улицата во високиот дел од градот да се слева во пониските улици. Според регионалниот центар за справување со кризи, состојбата во Велес и Велешко е под контрола и за сега нема излевање на реките и поплавување. Големо слечиште се појави на патот од виничкото село Истибања до Македонска Каменица. Патот е затворен, а Македонија пат работи на санирање на слечиштето. Оттаму велат дека сообраќајот се очекува да се нормализира до утре. Агенцијата за храна и ветеринарство уште еднаш апелира населението од поплавените подрачја да се придржува до препораките за заштита од заразни болести кои се пренесуваат преку храната и водата за пиење, како и до советите за навремено и правилно постапување со домашните животни. Неопходно е, нагласуваат од агенцијата, да се следат информациите за водоснабдувањето и безбедноста на водата за пиење. Се уште е рано да се даваат какви било проценки за штетите од поплавите, велат земјоделците. Сепак е известно дека загубите ќе бидат огромни, особено кај есенските посеви во Пелагонија, чија сеидба и онака беше препаловена. Дождовите дојдоа на веќе заситени почви со вода. Сега, во вакви услови, се што требаше да се постигне со минералното ѓубре, отиде бадијала. Прашање е дали ќе се повлечат водите за 10 до 15 дена по стабилизирање на времето, како ќе се изврши првото прихранување, без што нема приноси, вели председателот на Сојузот на земјоделците Велјо Тантаров. Во Пелагонија неколку илјади хектари есеноска беа изорани, но не можеа да се посеат со пченка. Сега не се знае дали ќе може да се посеат и напролет. Министерството за одбрана и армијата на Република Македонија се подготвени веднаш да ги преземат обврските кои произлегуваат од полноправното членство во НАТО алијансата. Македонија продолжува со својот придонес во меѓународните мировни мисии, меѓу кои и мисијата Одлучна поддршка, со што се одржува континуитетот во поддршката за воспоставување мир, демократија и просперитет на глобално ниво, истакнал министерот за одбрана Зоран Јолевски на состанокот на Американскиот Стейт Департмент со Хојт Ји, заменик помошник секретар за Европа и Евроазија. Грчкиот парламент ја избра пратеничката од коалицијата на радикалната левица Сириза, Зои Константопулу, за председател.
Таа, како единствен кандидат, беше предложена од премиерот и лидер на Сириза Алексис Ципрас. Константопулу, адвокат по човекови права, со 38 години е најмладиот председател на грчкиот парламент до сега. Во новиот 300 член грчки парламент, 135 пратеници се избрани по прв пат, меѓу нив 69 се жени, што е 5 пати повеќе во споредба со составот на парламентот во 2012 година.